Добро вечер на сите. Идеја за денешното дружење е тоа што бевме на Глобал Рели во Париз. Статистика кажува дека од сите сопственици на Forever Business, само 4% беа присутни во Париз. Пошто 4% ми е битан, јас сега тие 4 жени си ги стави во денешната група да ви раскажат зошто се во Forever, што добиле, како се чувствуваат како сопственици на Forever Business и да ви дадат препораки зошто и вие да станете член на Forever Business, оние што се уште не сте донели одлука да смените и направите промена во вашиот живот. Сите од нас имаме приказна зошто сме во Forever. Мојата приказна, голем дел од вас ја знаат, меѓутоа пак да ја повтора. Ја не се вклучи во Forever заради себе. Слушнав за производите на Forever, од Forever, и ги препорачав на моја другарка, што имаше сериозна диагноза, беше оперирана од карцином. Си мислев, ако вие производи се толку добри и може да и го подобрат нежиниот живот во ситуација во која се наоѓаше, зошто да не проба? И навистина беше така. 2009 година оперирана, користеше наши додатоци, проаѓаше низ период на радиохемотерапија. Сега, после толку години, е баба на 3 прекрасни внуци. Значи се зачнив заради другарка. Постепено почнав да ги користам од производите за себе, по нашето семејство, и видов дека уствари многу подобро се чувствувам. Имам повеќе енергија и едноставно, чекор по чекор, без притисок, ја изградив свој бизнис, свој тим на соработници и морам да се пофалам дека сум многу богата. Не со пари, него со бројка на луѓе што ме веруваат и се заедно со мене. Forever ми даде да се најдам како сопственик на Forever Business и да имам своја мисија. Мојата мисија да помагам на луѓе. Да имам заедница на многу луѓе кои имаме заеднички интереси и да им дадам информација на многу други луѓе за да имаме нов почеток и да имаме поквалитетен живот. Сите заедно. Секој на свој начин се разбира. Во почетокот не беше лесно, како и секоја работа. Меѓутоа, заедно со спонзорот и подршка од тимот, успеав да изградам сериозен тим. Чекор по чекор, без притисок, се најдов во бизнисот. Тоа е накратко мојата приказна. Повеле Елена, ти како почна во Forever? Што беше причина да се вклучиш во Forever? Добро вечер на сите. Најпрвен почнав како корисник, поради своја лична потреба од производите, поради подобро здравје, а потоа во Forever се вклучив зашто тука видов можност за финансиска слобода. Во момент кога моите деца беа на школа, имав потреба од дополнителен приход, кој ќе ми помогне секако, да се школуваат полесно, поедноставно. Тука ми беше едноставно покажан патот дека е можно. Прифатив, на почеток секако не беше воопшто лесно, зашто се вклучив во нешто сосема непознато, почнав да чекорам по непозната патека, но за среќа тука имав ментор кој ме водеше буквално за рака, ме насочуваше на секоја раскрсница, да не речам. Дури знаеше да ми каже дека кога е и зелено светло на семафор, така да по тој пат успеав да изградам еден стабилен бизнис кој што ми донесе огромна промена, огромна финансиска слобода и сега она што ние како семејство го живееме е тотална финансиска независност, односно слобода која ни овозможува да имам 2 студентки што студираат, а знаете што значи да се има 2 студента, на кои што не им е одземено право во времето, во нивните најубави денови на студии, најубавите години кога студираат, не им е одземено право да шетаат воедно со студирањето, да излегуваат, да се дружат со своите врсници, едноставно да ја почувствуваат и тие таа сигурност што нам како семејство Forever ни го даде. Благодарам, Елена. Ја морам да дополнам. Значи, во Индија Елена ги носеше нејзините 2 ќерки. Се дружевме прекрасно и незаборавно патување беше.
Па тука беа патувањата во Кан, сега во Париз, значи стварно Forever дава шанса на обични луѓе да постигнат необични резултати, неверојатни резултати. Гордана Николич, повели? Фала, Розе. Значи, мене Розе ми е колешка. Таа од 2009 почна, меѓутоа, веројатно во тој период сум била, како беше, не допирало нешто до мене. За да некаде крај на 2015 година, поради повторно здравствени мои проблеми, требаше да одберам некакви суплементи или нешто да користам, што ќе ми придонесе за подобрување на мојата здравствена состојба. Секако бирав, читав и одлучив, знаејќи дека Розе ова го работи, дека јас ќе бидам корисник на здрави производи, значи потврдени, докажани во многу држави и од многу луѓе. Тоа беше еден избор, а второ, што ми даде така предизвик е она што го гледав кај мојата колешка Розе. Значи, ние работевме заедно, меѓутоа, стресот од работата анестезиолог, таа го доживуваше поинако од мене. Некако беше порелаксиран, бидејќи имаше своја друга работа, каде што се релаксираше. Токму поради тоа, одлучив не само да станам корисник, туку да го работам forever. Прво беше, нели, за лична потреба, за некој попуст, за да си заработам за мене да купувам производи, за да потоа тука сакам да споменам колку се битни овие настани, семинари, едукации, патувања, бидејќи прво патување на кое отидов, не бев ни супервизор на почетокот во Нови Сад, веднаш ја почувствував таа маса, таа среќа на таа маса, тие луѓе, таа некоја еуфорија ме понесе и јас почнав да работам. Почнав да работам и стигнав до позиција менаџер. Значи, патувања сум имала или освоени, или со финансии преку Forever сум си овозможила да си уплатам патувања кои што инаку можеби не би можела да си ги уплатам. Како и да е, значи, ми донесе и финансиска добробит, ми донесе и здравје, и ми донесе многу пријатели, дали од моја група, дали од групата на Розе, дали од некои сосема други групи, меѓутоа тоа се пријателства кои што се така посебни. И баш ми е драго што сум член од големото Forever семејство. Стварно во Forever не се само соработници, неко се и семејства. И докторка Гордана заедно со нејзиниот син патува со Forever и знаеме често кога се правиме фотографии да пише она објава фотографија мајки и деца. А тука тука и Слаѓана Маџева и нејзините деца патуваат со нас. Повели, Слаѓана? Здраво на сите. Како во Forever, зошто во Forever, интересни прашања, докторка, одлична тема. Одлична, да морам да бидам искрена. Може би јас сум била најголемиот скептик на почеток, ама мислам дека сите имаме некој таков старт. Најскептично ми беше понудата за производи. Прво не ми треба, си бев здрава, фала му на Бога и сега сум. Можноста за бизнис нема шанси. Мислам, просто нема шанси. Имав кренато рачна и онака гард кон сите мултилевел маркетинзи, бидејќи од 18 години стапив во брак и 1 месец, до тие своји 30 кога почнав да работам Forever, се беше нешто апсолутно недоверливо и неисполнително кон она што се ветуваше. Меѓутоа, повторно за здравствени причини, за моја тетка, со дијагноза канцер на желудник, влегов, поточно отидов во Куманово да слушнам што тоа ќе кажат. Кажаа се беше убаво, треба да користим, се беше во ред, реков ќе ги купиме, но дека ќе работам никогаш. Ова е тоа каде што се зборува никогаш, не вели никогаш. Зошто реков никогаш, на сите не знам колку ви е јасно, веројатно сте дел од семејството на Forever и знаете дека еден жолт гел има вредност во бодови 0,101, а јас требало да направам 2 бода во 2 месеци. 20 гела, мислам, теоретски шанси нема да ги продадеш на некого. Мене не ми треба, искрено кажувам, не ни сакав да купам. Се вратив во Свети Никола и реков категорично не. Меѓутоа ги послушав моите пријателки со кои што бев на предавање во Куманово,
поточно им најточно ме натера, ајде, заради тетка ти ќе ги купувате со попуст. И она што го рече Елена, да, стартно да дојдеме до тој примерен попуст, да може таа да користи оти за таквите дијагнози, стварно треба поголеми количини. Не верував во производите, меѓутоа докторите ги нудеа. Дека даваат подобрување, не знаев, не бев сигурна, скептична максимум, дури оно шишето фрст кој сега ни е неразделен дел од секојдневието, прв пат го пробав на тетка ми, не излезе на афта на уста, на дворешно, и се чудев и сама си викав, Слагена, што шприцаш средство за стакло на жена болна од канцер која оди на радио и хемотерапија. Оти така ми изгледаше онака во рака. Жената е жива, здрава, живее, патува во годината 3 до 4 пати во Италија со комбе, со автобус, не сака да се вози со авион, издржлив пат и напорен, ама го издржува. А јас останав во Forever и онака работиш, не знаеш што работам. Достигнав 30% попуст, тоа беше супер. Не било изводливо, па изводливо беше кога ја направиш сметката на тоа 5%, 30% е многу мотивирачки, ако сакаш да го изработиш. Ја го изработив за 2 недели. Продолжив да работам, за некои 3,5 месеци станав супервизор. Немав поим што се случува. Па потоа нешто работевме тимски за да отиде еден од моите членови во Лондон на патување. Јас не бев, тимски работевме, тоа беше организирано. Продолжив да работам и во еден момент станав менаџер. Што прави промената на Forever кај вас од менаџер па наваму? Она што го рекоа и докторка Гордана и Елена, целосно се согласувам, ме оставија пријателствата, другарствата, зголеменото семејство и можноста да се јавите на секој од вашите членови за било каков момент на поддршка, разговор, разбирање, топлина и љубов. Во овој суров свет, каде што виртуелното го надминува на физичкото, каде што луѓето веќе не се луѓе, или постојат луѓе, но нема човеци, што би рекле кај нас, сакам да се дружам со таквите позитивни вибрации, да одам и да сум дел од многуте случувања што ги дава Forever. 2 пати бев во Кан, еднаш Стокхолм, сега Париз. Бевме Лондон и на крајот кога се вратив сега од Париз, керка ми рече, претеруваш во претерување, каде се ти не одиш? Имате ли зацртано на месечината да правите мрежа? Реков да, само чекаме да се направи првото население и после летаме таму. Финансиската слобода. Тоа мислам дека е нешто за кое не треба да го занемарите. Парите немаат вредност ако немате каде да ги трошите и со кого да ги трошите. Ако сте врзани во болнички кревета, имате палата и Порше во гаража и милиони на сметка, вие немате ништо. Forever е нешто што е се заедно. Пиете производи, и сега ги пијам, не ради реклама, оти си ги пијам. Се шетате, се дружите, заработувате. И колку се тоа финансии, вака бројчано може нема да се каже, да ви стане најасно. Накратко, октомври правевме свадба на големата керка, веќе ноември бев на патување, декември исто на патување, Германија, претходно бев Грција. Се вративме, продолживме патувања, шетања и пак Грција, пак Бугарија, пак Србија, Франција. Спремаме матура следната недела, тоа е втора свадба, само миниатурна верзија на зборот. Инаку истата бројка, истите луѓе. Едноставно не се вознемирувате. Дали треба да подигнете нов кредит, дали треба да се задолжите на брз кредит, дали треба да ги оптоварите пријателите со дај нешто пара. Мислам дека за таквото спокојно живење, да се радувате со своите деца на животот и на секојдневието, и при тоа да сте здрави, живи, весели, обкружени со луѓе што ве поддржуваат, ве сакаат, ве ценат, сакаат да напредувате, научете се да ги следите, да ги слушате, да внимавате, и ви посакувам многу успех и многу патување. Парите колку даде Бог толку, секој плюс не е минус. Ви благодарам. Благодарам, Сладјана. Кога збориме за Forever соработници, за Forever викам дека тоа е Forever фамилија, така се чувствував ја минатата есен, кога како Forever фамилија бев на свадба кај наш менаџер од Штип, кога правеше свадба, женеше син.
па одма после тоа наредниот месец кај сладја на маже шекерка, буквално не сме соработници, него сме forever семејство. И голема среќа и привилегија да си дел од таков настан. А така дава само forever, начинот на работа дава и гради такви релации кои се многу слични до семејство. Навистина прекрасно. Значи, убаво е да си у forever менаџер, да користиш производи со попуст, да патуваш, да заработуваш, ама додека да стигнете до позиција менаџер има некои предизвици, некои препреки што некои луѓе ги разочаруваат, некои луѓе се откажуваат, некои луѓе не сака да продолжат. Мене лично, кога се регистрирав 2009 година, најголем проблем ми беше како јас ке работам. Јас сум по природа срамежлива, ништо за продажба не знам, у комуникација со други луѓе секогаш така ми дрхти глас, па знам да поцрвенам и сега наеднаш треба да држам предавање да работам. Се учи, верувајте. Најголем проблем на работа беше што колегите, работиме ја и докторка Гордана со хирузи, што хирузите индиректно праќаа гласници да ми кажат дека срамота она е докторка да се бави со ова, да продава, да биде продавачка на некоја тубичка, не е личи докторка анестезиолог, ама чекор по чекор ја не ги слушав. Ги слушав тие гласови, меѓутоа таму позади ги занемарував, продолжував да следам инструкции од моите спонзори, да учам и секој ден да се менувам. Така да веќе ништо, после извесен период не ме беше битно тие што викат и знаете што, после одреден период тие што знаеа да кажат дека не треба тоа да работиш, веќе ми беа корисници, користеа производи, а некои од нив и станаа соработници. Имамо својот тим и хирурзи и гинеколози, значи време требаше да прифата дека ја работам нешто ново и различито од тоа што досега го работев. И фала на Господ, фала на сите овие прекрасни луѓе што се околу мене, затоа што живеам живот во кој уживам. Реков преска, богатството не е само со пари, богатство е со тоа колку луѓе имаш околу себе, што те подчитуваат, поддржуваат и сме секога заедно. На кој предизвик наидуваше Елена ти на почеток? Што ти ствари правеше? На почеток, нели сега го влегуваме скептично, имаме огромна желба, имаме желба, нели, да успееме, пошто јас искрено на моето прво предавање имав прилика да слушнам предавање не само од докторка Роза, туку и од докторка Гордана Николич, и ја бев фасцинирана од нив како предавачи, како став има, како нели ги слушаа сите луѓе, едноставно бев фасцинирана од сето тоа, а во еден момент избунета. Значи, таму на тоа предавање слушнавме за многу производи и прв страв што се јавија како ја ќе ги научам тие производи и како ќе можам јас да зборувам за толку многу производи и толку многу информации да им дадам на луѓето. Второто нешто што исто така ми создаваше препрека е на кого ќе продадам, на кого ќе му понудам и на кој начин треба да му понудам, пошто нели на прво кога ќе понудиме нешто на некој блиски, прво јас имав помисла дека они ќе мислат сакам нешто да им увалам, сакам да заработам на нив, или не дај Боже ако имаат некој здравствен проблем па да им понудите производ, веднаш нели ќе помислат леле таа сака да се збогатува на наша мака. Значи таа препрека која што во тие моменти ја имав, ја надминав заедно со помош на моите спонзори и со помош на нивните предавања, зашто подоцна сватив дека ја не треба ништо да учам, дека ја апсолутно не треба да зборувам како што зборуваат тие, сепак нели тие се доктори и може да дадат многу подлабоки информации, но доволна информација што ќе ја дадам и јас како корисник и ќе споделам свое лично искуство, значи сосема доволно, не треба да изучувам некоја наука, а дека у суштина имало на многу луѓе на кои што можело да се понуди и не само производ, туку и прилика, можност. Значи во forever видов дека освен производи имаме и многу можности, кои што ги нудиме, можност да патуваат, можност да работат, можност да се ослободат, можност да школуваат своји деца, да одржат здраво семејство, а и можност да се дружат. Знаете,
Вака со години, работејќи, движејќи се меѓу луѓето, сретнав и многу луѓе што се ограничени спод друштво, што немаат многу пријатели, кои ќе влезат во нашите Forever семејства. Прво што ги фасцинира се токму овие пријателства и овие наши огромни дружби, кај што се запознаваат меѓу себе, се ослободуваат и буквално стануваат сосема други личности. Така да препрека секоја, буквално секоја може да се надмине, и она што е многу важно е да имаме доверба во луѓето што не водат, значи да имаме комплетна доверба, да веруваме и да ги следиме сите нивни насоки, а друго се е возможно. Благодарам. Гоце? Па, слушајте, Елена, вака сега ми текнува на моите препреки. Едно од нив беше она како ќе те одбијат кога ќе свртиш телефон да дојдат на предавање, па го чувствуваш како лично нешто, значи се чувствуваш така јадно. Меѓутоа со тек на време го надминуваш тоа. Уште нешто ми текна сега. Значи, без оглед, значи, нели, сме студирали и факултети се, значи имаме. Меѓутоа, не сум имала јавни настапи. Прв пат во хотел Порта, како сега паметам, може би 50 луѓе имаше, требаше да зборувам за суплементи. Уште памтам како устата ми се лепеа, не можев да зборувам од трема. Значи, од трема. Раскажав се, меѓутоа тоа беше невидена трема. За да по некоја година се случи, нели, оној настан со Сашко Коцев, со предавање каде јас излегов на бина, па уште се забавав. Тоа беше моето предавање Зима е, кога излегов со шубара капа и со ракавици кожни и гелот во раце. Значи, како тоа се надминува и како се учи. Сите ние сме почетници во нешто, со тек на време, со подршка од сите околу нас. Значи, сите тука се да те поддржат. Розе, 100 пати кога сум зборувала, само ќе ми пушти вака лајк од страна, аз знам добро е. Значи, многу значи. Значи, поддршката во сите препреки за да се надминат е потребна. Поддршката секогаш доаѓа од повисоките спонзори. Така да... Фала, Гоце. Сладјана, ти? Да. Препреки како и секогаш и секаде има, че вака за прв пат јавно ќе кажам што беше мојата најголема несигурност за тоа дали да работам Forever. Уште кога слушнав, реков веќе за бодовите, 2 бода, нема шанси. Ама уште посериозно беше, ја не сум докторка, ја немам средна медицина и јас стварно сум многу далеку од она што сте работеле вие. Јас сум само учителка. И сега лесно е на доктор да кажува, да објаснува, тешко мене, што кажа Елена, како би зборувала јас за сите овие производи, ама нема врска. Стравото од тоа дека, од кај знам ја дали се добри, прв пат ги гледам во живот. Второ, да зборувам у Свети Николе, ние сме шака луѓе тука на плоштад, ќе ме обесат, ќе ме плюкаат секој што ќе мине. Јас затоа не работев Свети Николе, искрено кажувам, работев прво Штип, Лозово, Велес, ама Велес многу малку сега појде возот кон Штип, неважно. И пак ќе кажам, лесно ним, тешко мене. Врска немам кое што значи, ама седам, учам, пишувам учителски, како ученик. И како убаво се сеќавам на едно предавање Лозово, бевме со доктор Контра отидени, седам, слушам и тоа трае, нели, месец и пол, 2, и као зове она мене, ајмо Сладжо, уđи, чекамо тебе и почињемо. Па добро, реду, и ја улевам, ајмо докторка, па ајмо, каже, па ти треба да причаш. И се орашо го виках доктор Гордана. Нели, страшно е, Порта беше страшно да се зборува, имаше некои 100 луѓе. Александар Палас може и 500, Холидей веќе 1000. Како тоа на првото зборување? Мислам дека вака тука во тироидата ми се успале од стрес. Па попашка пред специјалист. Боже сачове. Кога се веќе враќаме кон Свети Николе, муабетот одеше као, па нисам бре, ја луда да те пустим да причаш таму глупости. Ако си нешто погрешила, онда би те коригирала и тако ćeš да научиш. И верувајте, така ден по ден, всушност, не можеш да сгрешиш ако си корисник на производи. Не можеш да сгрешиш и искрено не треба да си доктор. Нешто доктори тамо замучкав нешто понино докторско. Не, треба да бидеш обичен човек, меѓутоа корисник
и стварно да имаш желба да работиш forever и тоа ти е тоа. Се што ти е потребно, инаку се друго нема потреба. Мене многу специјалисти ми имат речено, не ти е лошо, нема веќе доктори, запиши се, дошколувај се, ќе си станеш на 54 тамо можда, доктор. Па реко, ја да сакав да бидам доктор, ќе си бе од почеток, ја сакам да сум си учителка. Така, дајте, тоа се биле најголемите препреки исто. Одлично. И па приказната и кај едната едниот менеджер и вториот и третиот е дека има препреки, ама препреки што се надминуваат. Се надминуваат затоа што спонзорот го изодил патот по кој вие идете и му е многу полесно да ве разбере, да ви даде совет како полесно да се справите со се што не идува на тој пат за успех. Меѓутоа, по професија Сладјана рече дека е учителка, Елена медицинска сестра, докторка Гордана анестезиолог. Значи имаат своји работни времења, своји обврски спрема фирмата и како успеале да прават баланс измеѓу работата во Forever и нивната основна работа. Ја кога тргнав кога станав собственик на Forever Business 2009 година, у почеток ми беше тешко, напорно да после дежурство одам на презентација во Штип, во Гевгелија, во Киче, во Кочани, буквално ни цела Македонија. Меѓутоа, полека, верувајте дека се ствара некоја ситуација кога уствари патувањето, презентациите што ги организиравме со Forever не представуваат замор, него представуваат релаксација. Значи се запознаваат нови луѓе, се ствараат пријателства, се гради доверба, па буквално ако ова недела имало предавање во Штип, веќе наредната недела ако нема, ја ќе се јавам и ќе прашам Сладјана, ајде да организираш да се видиме, одамна нема организирано нешто. Значи се прави равнотежа, се балансира измеѓу основната работа и Forever. Инаку, Forever е најфлексибилна фирма што не бара од вас одредено работно време. Ви дава простор да работите колку сакате и кога сакате, односно, ако имате мали деца, да се прилагодите спрема деца, ако имате работа прва смена, да работите втора смена, сабале навечер, едноставно, простор за работа има многу, а вие само си бирате што и како ќе сработите. Јас знаев често, пред да тргнам во Forever, да гледам телевизија. Откако тргнав во Forever, веќе телевизија не гледав, него во тоа време што го губев со гледањето на телевизор, сега веќе слушав предавања, пишував теми за презентации и едноставно секој ден учев и работев на себе и верувајте сите, сите што сте успешни во Forever и што сте на позиција менаџери и повеќе, дефинитивно има промена кај сите и таа промена е на подобро. Ниеден од менаџерите не останал на исто ниво на кој бил порано. Едноставно се надоградува, се менува, се трансформира и станува подобар човек. Кога станува збор за подобар човек, докторка Марија ќе ми знаеше да ми каже, у Forever Роза не може лоши луѓе да успеат. И ја викам, кај може сега лоши, добри за успех да се. Добрите луѓе у Forever обстануваат и се успешни затоа што помагаат на други. А суштината у Forever е помагај на други, помагајќи на другите си правиш помош за себе, си правиш за себе бизнис. Така да ви благодарам на сите што ме следевте сите овие години, што верувавте на ова што го зборувам и што едноставно си изградивте баш сериозен бизнис сите вие поединечно. Ајде Сладјана, пошто ти си ме баш тука на екран, кажи ми ти како правиш баланс измеѓу твојата основна работа и Forever. Убаво го кажавте, докторка, морате од нешто да се откажете. Реално ние сите имаме 24 часа. Јас искрено многу нешто го оставив Али Риза и неговите керки. Тоа беше времето кога јас почнав да работам. За прв пат се даваше филмот на телевизија и морам да го спомнам, татко ми, ова сакам да го пренесам на сите што ни се присутни. Немојте да страхувате само од почеток, време имате. Нема изговор за она, немам време. Тогаш децата ми беа мали, 3,5 години беше матуранката. Големата малку поголема. Велеше вака, стоиш на мост и сега што треба, рече да рипнеш тука во водата, реков па може да се каже. Па добро што не рипнеш. Па реков не знам, па како да ти е страв, може би викам да. Па во ред рече рипни, еве јас ќе ти бидам, не дали ќе рипнеш со гума, реков да. Во ред, јас сум твојата гума и рипни. Реков, имам јас гума и докторка Роза е гума. Па рипни, значи имаш две гуми.
На крајот на краиштата рече, јас верувам во тоа дека ти знаеш да пливаш и през гума, ама еве, колку за да рипнеш за прв пат. Многу ми значеа тие зборови и стварно почнав да излегувам и ми рече, немој да се секираш за филмот, сите овие девојки си била поеднаш во животот, барем до сега. За среќа моја имаше и понатаму емитување на филмот, шат пат нешто во слободно време ради релаксација, ако не беше читање или пешачење, гледав по некоја епизода, така да ги изгледав до крај. Меѓутоа 14 години е стварно захтевно време и учителите не се само на работа со скратено време, колку што сите знаат да кажат. Се враќаш дома и пак си пред компјутер, работиш, тракаш, пишуваш. Значи се што зборуваш на часот мора да ти е напишано во дневно сценарио сега по најново. Простом се откажуваш од оние небитни, неважни нешта кои ти земаат енергија, а ништо не добиваш од тоа. Со соседките сме најдобри пријателки. Мислам дека такви соседки кога имаш forever бизнис не може простом да ги немаш. Не се гледаш за кафе муабет и сите лоши нијарни, туку се гледаме, кај беше, како си помина, кај си била пак, гледавме на Facebook, ама што не кажеш, леле, како ќе биде, што ќе биде. Ти го вадев дворот, гледам те нема 2 дена да мрднеш, да не ти умрат китките. Така да ето, од тоа се откажуваш, ама за среќа добиваш многу други некои работи кои што стварно вредат да ги имаш. Благодарам, Сладјана. Еленче, ти што ќе кажеш? Па да, треба да се направи баланс помеѓу работа, онаа примарна која што ја имаме, помеѓу Forever и помеѓу семејството. Значи, ние кога влегуваме во Forever, и нашето семејство не е подготвено, нели, на сите тие работи што следат понатаму и у почеток не се навикнати на наше отсуство, а и ние како и повеќето мајки, нели сме луѓе кои што даваат максимум од себе за да ги заштитат своите деца, едноставно да ги направат, ја сега можам слободно да кажам, малку понеспособни, ако ги оставиме да работат и да ги завршуваат своите одговорности, значи тогаш не им правиме штета и не им помагаме, не им одмагаме, туку напротив им помагаме. За среќа тоа го видов тука во Forever колку способни деца сум имала и колку можат да преземат, нели, своја одговорност. Исто така имав поддршка и од сопругот и секако од мојата мајка која што беше и клучот за да влезам во Forever. Патувавме, многу пати ми се случуваше да патувам и после ноќна смена, да одам на презентации, а тука мора да спомнам исто благодарност до спонзорот, кој што ги држеше тие предавања и на кои што јас понекогаш бев само физички присутна, а воедно мора да се заблагодарам на луѓето кои што тргнаа многу брзо заедно со мене на ова патување, на моите менаџерки сегашни, на Суада, на Мери, кои буквално исто така ми беа поддршка на сите тие предавања после ноќна смена и знаеа многу често тие да ги држат предавањата, ја бев како една сигурност, нели, на страна. Така да тимски заедно сите вклучени семејство, спонзор и вашите соработници, односно вашите колеги или пријатели кои се движат по истиот пат по кој што вие се движите, се клучот или балансот кој што може да не донесе и кој што може да не научи како да го балансираме поедноставно тој цел систем. Телевизија никако. Значи, телевизија апсолутно не знам ни дали работи телевизорот, мора да кажам. Значи, некогаш, нели, ме прашуваат и работи телевизорот, не знам. Друго, кафе муабети, тешко е у почеток додека да ги навикнеме нашите пријателки, другарки, комшики, дека нели немаш време. Едноставно тоа време на која што ќе го губиш за кафе, у почеток се лутат и мислат дека се правиме важни. Нели, еве сме почнале да работиме нешто, па сме поважни, но со тек на време тие се учат и видат дека у суштина и стварно немаме такво време и за сходно да пиеме кафе, ќе пиеме кога ќе дискутираме, нели, за нешто малку поозбилно или кога ќе бидат присутни на нашите предавања. Значи тогаш потполно го даваме нашето време и нашата енергија. Така да може да се балансира. 24 сата имаме сите. Ќе одземеме малку од спиење, ќе одземеме малку од кафе дружби, ќе одземеме малку
време од релаксација и медитација, која што често ни се случува да не ја приметиме, следење на друштвени мрежи. Иако сме forever соработници, иако нели се вадиме на тоа дека работиме онлайн, и ние знаеме да потрошиме време кое што ќе го нели вклучиме во следење на друштвени мрежи. Тоа се едноставно најголемите кратци на нашето време, така да ако тоа знаеме да го исконтролираме, тогаш многу поедноставен баланс ќе направиме. Но секогаш мора да внимаваме, мојот спонзор така ме учеше и јас така ќе ви кажам, вашето здравје е на прво место, да имате доволно сон, значи во целото 24 часовно време што ќе го распоредиме, секогаш треба да внимаваме на нас, да имаме доволно сон и да имаме секогаш време резервирано за нашите семејства. Значи, слушате ли колку позитивно влијаем ја на Елена? Значи, не само за Елена, за сите вас, прво здравје, луѓе, се друго е у втор ред. Приоритет на здравје. Она ме слуша, само не секогаш знае да ми избега од раци некој период. Па ми треба времето дека построго малку додржаме на лекција, али у принцип ме слуша. Значи, сите видовте уствари дека нашето Forever соработници во Forever имаат флексибилно работно време, што е одлично. Си прилагодувате спрема себе, работите колку сакате и кога сакате. Тоа значи дека мора да работите. Ако сакате да изградите сериозен бизнес, не може без работа. Значи, сериозен бизнес бара и сериозен пристап. Меѓутоа, работното време вие го организирате, вие одредувате кога и колку ќе работите. Со тоа завршивме. Дефинирано е флексибилно работно време. Што уствари за вас значи Forever? Производи за здравје, патувања, финанси, едноставно сите по нешто се наоѓаме. Ја да бидам искрена, откако се регистрира во Forever, ми се оствари сон откако дете. Патувањата ми се мене слабост. Со години, значи пред Forever, ја гледав патописни репортажи и сонувам дека некогаш негде може би отишла, али тој сон ми беше нешто недостижен. Некако дека тешко ќе се реализира. Forever ми даде од 2009 година, откако станав собственик на Forever Бизнис, веќе првото патување ми беше во Лондон 2010 година. Секоја година после тоа да имам по 2 патувања за 2 особи на дестинации за кои како лекар можев да отидам, ама требаше да земам кредит за да ги платам. Значи кидам на патување, па после треба да го платам со месеци. Forever ме частеше да работам, да си земам бонус за сработеното и плюс да има како гратис патување. Патувањата ми се слабост и верувајте дека сега во Париз кога бевме, ни беше преубаво патување, времето ни се погоди, едукација, убава дружба, убава се погодено. Ама најако беше кога објавија дека наредна година Орел менаџер ќе биде средбата во Јужноафричка република. Леле, 2 дена, значи на сите соработници, телефони, ајде да работиме, не да работите за мене, да работите за себе, пошто големината и убавината на патувањето е да сме во тим, да сме екипа. Првото патување 2010 година во Лондон бевме само ја и Драган. Ич не е убава кога си сам. Второто патување бевме ја, Драган, Николина и Доне. Секоја наредна година сме се повеќе на број, што уствари е и богатството да имаш повеќе луѓе околу тебе, со кои ќе патуваш, со кои ќе се дружиш и со кои ќе градиш сеќавање, успомени. Секоја слика сега која ќе се сетам, лани бевме во Индија, си има своја приказна. Секоја слика од Канс има своја приказна. Ви посакувам на сите да од Forever земете она што вас ве прави среќен. Мене патување, а вас ќе чујам сега. Елена, тебе? Секако дека патувањата се нешто што не движи напред. У почеток, мене ме прави среќна буквално се што Forever дава, пред се здравје и промена која што ја донесе кај мене дома и кај моето семејство. Значи, освен мојата здравствена состојба, мора да кажам дека на целокупно семејство е подобра здравствена состојба и сега ќе кажам уште нешто што е многу важно, што Forever мене ми даде 2 дијаманта у последните 3,5 години, а тоа се Пела и Олег. Така да, Forever дава нешто за кое што кој ќе посакате, затоа викам, пазите што ќе посакате, зашто ќе ви се исполни.
а потоа и секако патувањата. Моето прво патување беше од Бугарија, у Софија, и мора да, ова што го спомна докторка Роза сега, значи, постојано го слушав. Сакам да патувам, сакам многу да патувам, ама секогаш сакам да патувам со тим. Моето прво патување во Софија беше со мој соработник и со 2 возила организирани од мои соработници кои дојдоа на една ден во Софија и беа заедно со мене таму. Значи, тоа беше едно преубаво искуство и една преубава енергија. Од тогаш наваму, сите патувања кои што се случуваат тука на Европа или на Балкан, што ги имавме од Forever, ги имавме заедно. Секогаш имав тим заедно со мене. Знаев да им ја пренесам таа енергија и вредноста на сите тие патувања и некако имаат доверба во се што ќе го слушнат. Им благодарам на секоја нивна доверба. Подалечно патување беше на Тајланд. Значи, дестинација Тајланд, таму бев сама со мојот сопруг, зашто знаете Forever дава патување за двајца, и таму бевме заедно со ќерката на докторка Роза, Мери Жарко, и у наша комбинација беше директорката на Forever, Кети. Значи, ние бевме таа екипа која што патуваше на Тајланд. Тоа беше едно незаборавно искуство и преубаво патување, но постојано нешто фалеше. Буквално се чувствуваше некоја празнина, гледајќи ги тимовите таму околу мене, гледајќи ги луѓето како заедница. И ние не бевме сами, значи бевме 2 пара, ама некако се чувствуваше меѓу нас дека нешто фали. Си ветив дека на следна дестинација нема да бидам сама, и веќе на следните патувања бев заедно со моите соработници, така да на наредното патување што беше организирано за Тајланд, бевме со Суада и Узлифет, значи со нивните сопрузи, веќе 3 пара, што беше едно преубаво искуство. Таму така бевме и на крузер, дури со целокупните наши семејства, кај што и децата не се поврзаа меѓусебно и буквално се почувствува на Forever Family. Значи, по различноста од обичните, не би сакала да кажам обичните, ама секојдневните луѓе и нас, кои што сме многу поразлични, а разликата се гледа кој ќе навлезете малку подлабоко во патот на или патувањата на Forever. Така да секогаш имав луѓе околу мене и нешто што ќе го почувствувате, а јас ќе ви го пренесам како искуство, е кога ќе стигнете на првата дестинација на едни од тие екзотични патувања, откако ќе ги освоите, а дај Боже да ги освоите, пошто Африка е една преубава дестинација и мотивација за сите нас. Првата благодарност која ќе ја почувствувате ќе биде благодарноста кон спонзорот, а потоа кон Бога и кон вас и вашите семејства. Значи, вредноста на спонзорот и на патот кој што тој ви го покажува. Значи, благодарноста која што буквално искрено ќе ви се пројави во вас и солзите радосници кои што често знаеме да ги спуштиме. Јас и мојот спонзор на сите тие патувања и на сите тие радости. Освен патувања, имав прилика 3 пати да освојам Chairman's бонус. Значи, нешто за кое што мислев дека е недостижно за Македонија, зашто ја кога влегов во Forever, Македонија не беше ни номинирана држава за Chairman's бонус, а тоа е 13-та плата во Forever. Бев присутна у Шведска, кај што ги делеа тие чекови и не знам како ќе ви звучи вам, ама јас само искрено ќе ви кажам. Ја у момент се видов таму со чек на таа бина. Значи, толку силно посакав, што у момент се видов себе си таму со тој чек. Веќе наредната година имав освоено Chairman's бонус и за жал беше корона, не можевме да отидеме у Абу Даби. Значи, дестинација не беше или Сиднеј или Абу Даби, не можам да се сетам, и двете дестинации ги испуштивме тогаш ради тие услови. Следниот Chairman's бонус ми стана навик. Така да, кој ќе донесете одлука и кој ќе се видите на место на кое што ќе посакате,
то сигурно дека ќе остварите и затоа моја препорака до сите вас, што поскоро пронајдете го вашето длабоко зошто. Так, мутира. Микрофон. Кога ќе го знаете вашето зошто, ќе знаете и како да изреализирате. Фала, Еленче, одлично Супер. беше. Гоце ти? Па, јас сум од оние, како беше менаџери, што понекогаш работат, понекогаш стопираат. Сум приметила во година во која што работев, тоа беше добар финансиски добиток. Значи, така да мене секогаш ми помага син ми во работата, така да беше награден со кола. Секогаш е тука сестра ми кога сум одсутна за производи, за било што, така да сестра ми оваа година ја водев на патување, син ми го водев на патување. Значи имам поддршка од моите блиски, бидејќи ова некако сам не можеш. Треба да имаш поддршка, да те разберат, да смениш нешто свое и сега. Може би некои патувања сум одработила, не ги одработав може би големите, и од патувања, меѓутоа си заработив пари да си приуштам патување кое што инаку верувам дека не би си го платила, да отидам во Јапан со син ми. Тоа беше онака, да одиме во Јапан. Значи, без Forever, верувајте дека без оглед тоа што сум лекар, би ми било малку потешко да си да дозволам за двајца да упатам Јапан. Меѓутоа, значи Forever ми даде малку подобра финансиска ситуација, значи да можам да си приуштам нешто повеќе. Што мене ми значи. А инаку за производите, значи како пред се, како беше, треба да сме корисници, јас сум и корисник на производи и знам да речам дека мене суплементите ми се дел од исхрана. Значи секое утро почнувам со гел, меѓутоа секое утро јас имам кутика во која што верувајте јас секој ден имам бар 10 таблетки од суплементите. Мене ми е тоа исхрана, значи како што во фрижидер купуваме храна, јас така ги користам суплементите. Благодарна сум поради мојата здравствена состојба си одржувам, меѓутоа така ги научив и сите мои околу мене. Така да лека полека, знаете како, се пренесува тоа, ве пратат луѓето и едноставно почнуваат да веруваат. Се повеќе луѓе околу вас веруваат во производите. И најбитно е самиот да ги користиш и да ги препорачуваш. Се со нив доаѓа, значи се почнува од користење на производи. Сето друго е плюс. Тука се, значи, финансии, тука се патувањата, тука се дружењата, меѓутоа основа на се е да користиш производи. Фала, Гоце, још Тањана, ти да ми кажеш? Па се што кажа и Елена и Гордана, јас го потврдувам истото, ама јас ќе кажам за мојот производ. Сите се навртуваме на некој ни е омилен, ете така да речам, или имаме листа на омилени производи. Ова не го кажав на почетокот, јас кога влегов во Forever со проблемите за тетка ми, јас имав свој проблем. Мојот проблем беше диагностицирана депресија, препишани антидепресиви и реално купени, ставени над фрижидер. Јас не почнав да ги користам, може така требаше да биде, или многу често знам да речам благодарна сум му на Бога, што пријателките ме однесоа во Куманово, што почнав да работам со доктор Кароза, со доктор Контра, доктор Каратковиќ, да после 2 месеци остварување на асистент супервизорство, се уште не бев супервизор, седнавме во Мечкоевска куќа, кратка реклама за Свети Николе, кој не бил повелете, дојдете. Седнавме таму на една закуска, на мало дружење, свера на доктори, само јас учителка бев, сите беа доктори. И овде морам да го спомнам господин Драган, сопругот на доктор Кароза, изјавата се уште ми звони во глава. Гледајте го на Кумановски, гледајте го како слнце меѓу нас орли. Куде се најде, куде почна с нас да се дружи, што убаво ми иде, знаеш, онака како демек ја помлада. А јас му реков вака, докторе, ја бев до вчера под депресија со препишани антидепресиви. Ми рече вака, од агол на своја стручност.
Не е можно. Како ти успеа? Па реков, ете такој, тргнеш со луѓе, почнеш да слушаш и која викам, како на филм, станеш и кажеш, и јас сум алкохоличар. И почнеш да кажуваш колку тоа ти дозираш на себе проблеми. Да бидам искрена, и ден денеска го почитувам како човек, како специјалист стручен у својата област, затоа што на втора, трета средба, после тој настан ми рече вака, колку посто мислиш дека си излечена? Па реков да останати 0,01% е сериозен ризик. И ми рече да, сериозен, немој да престануваш со тоа што сега користиш и што го правиш. Оти многу лесно може да ти се врате да бидеш таму кај што не сакаш да бидеш. И да бидам искрена, за мене пријателството, дружбата, освен што ги користам производите, се далеко поважни. Низ овие 14 години, како што спомна докторка Гордана, и јас сум сакала да направам пауза, ама отворено, искрено тврдам дека самата пауза од Forever ме враќаше назад во депресија. Значи, кога сте во светот со луѓе кои што имаат позитивни искри околу себе, позитивни вибрации, луѓе што се радуваат на вашето присуство, на вашите успеси, искрено, тоа се познава, тогаш допингот што си го примам, еве ако веќе треба да кажам и груб збор, ако таа дрога е лоша дрога, ако ово е најлошо, нек потрае. Ете така. Нека трае. Ич да не е до 100, па натака ќе броеме. Нека трае. Значи, ова беа 3 менаџерки, успешни особи што имаат остварено менаџерска позиција потврдена со години. Многу често имаме менаџери што ќе згаснат, ќе се јават на сцената и ќе ги снема. Ова се господи на кои треба капа да им се симне и да им се каже браво, 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 а ја јавно да кажам благодарам и среќна сум до небо што сте дел од мојот тим. Меѓутоа, ова вечер морам да замолам и една млада особа, моја сега нова соработничка, да се охрабри да каже што она сака, зошто се вклучи во Forever и што сака она од Forever. Таа е особа што е надежна, спремна да биде менаџер, со срце и душа сака и се надевам дека ќе се изреализира и заедно ќе одработиме. Ништо во Forever не се случува без работа, па ни незината менаџерска позиција. Повели Горде кратко да ни кажеш ти зошто си во Forever, што те прави среќна и што очекуваш понатаму. Добро вечер и од мене на сите. Значи, јас во Forever се вклучив првенствено за да можам да ја плаќам ратата за кредит од станот, за да не двојам пари од плата и да не ми биде тоа тежното. Јас во тоа успеав, уште на почетокот, уште првиот месец кога го земав првиот бонус. Потоа, најсреќна бев кога видов дека излегов од мојата зона на комфорт. Значи, јас бев затворена, дома, работа, деца, обврски околу домот и децата и се запрашав што воопшто јас правам со мојот живот. Никаде не излегувам, не одам. А сега кога почнав во Forever, кога почнав да шетам, да излегувам, да комуницирам со луѓе, видов колку е голем светот, колку многу луѓе има што се компатибилни со мене и колку многу ми успеваат да ја одржам мојата психичка состојба како што треба, во ред. Производите ги користам јас, моето семејство, моите деца и сме презадоволни. Со Forever почнав да патувам често. Првото моје патување беше во Аранđеловац, каде што јас не знаев каде се наоѓам. Прв месец за члената, одам јас со фармерки и мајца, мислам тоа, некој си таму настан. Кога гледам, сите во фустани, штикли, нашминкани, средени. Со впечатоци полни излегов од настанот. Дома кога дојдов се најдово чудо. Каде јас отидов? Во која компанија сум јас? Додека да сватам дека тоа е нормално, кај Forever бизнис жените, кај Forever семејството, дека такви настани се постојани. Потоа моје следно патување беше во Кладово, па бевме во Белград на успех, во Скопје денови на успеси, тоа не сме да се пропушти. На крај, сега најбрзо се вратив од Париз, каде што беше прекрасно, значи бев со мој соработник таму, сите на едно место, сплотени, едно таков тимски дух, такво учење, таква едукација, значи тоа треба само да се доживее, тоа не може да се прераскаже. Еве сега вратени од патување, се спремаме веќе за друго, така да
јас ги охрабрувам сите млади мајки кои мислат дека немаат време се да постигнат, дека имаат. Доколку тие се среќни, ќе бидат посреќени и нивните деца, и нивните фамилии. Кога мајката е задоволна, сите во домот ќе бидат задоволни. Затоа охрабрете се и започнете да чекорите во нешто што допрва ќе го осознавате. Нешто што ќе ви се враќа многу повеќе на вас и на вашите деца. Благодарам Горде. Идеја ми беше денеска да слушнете. Жени различни по возраст, жени различити по професија, секој со своји впечатоци и своји доживувања од Forever. На сите што сте тука присутни прв пат, ви посакувам барем нешто од секој од нас да ви биде причина да станете сопственик на Forever бизнис. И не плашете се, не треба да имате знаење, не треба да имате простор за да почнете бизнис, треба да имате само одлука, да поставите цел